Почитувани, СДСМ во досегашното владење, како на централно, така и на локално ниво, покажа дека освен хаос нема што друго да им понуди на граѓаните. Колку за подсетување, во наше време инвестиравме во градинки и во нов капацитет, па така беа отворени групи во ново адаптирани простории во неколку села, како Тополчани, Беровци, Канатларци, Големо Конјари, објект во општина Кривогаштани и нов адаптиран објект во состав на Работничкиот универзитет. На овој начин се зголеми капацитетот за околу 300 нови места за престој на деца од предучилишна возраст. Исто така, подсетуваме дека на сегашната локална власт и беше оставен од наше време речиси целосно адаптиран објект во состав на основното општинско училиште Рампо Левката со средства обезбедени од Министерството за труд и социјална политика, за чиј објект сегашната локална самоуправа си ги препиша заслугите сама на себе. Моменталниот градоначалник, тогаш во улога на советник при општина Прилеп, кога на седниците се разгледуваше одлука за прием на поголем број деца во групите, беше против со барање за преиспитување на гаранцијата за безбедноста на децата. Сега од улога на градоначалник нема ништо против ваквите одлуки, иако и изјавата на директорот оди во насока дека е извршен прием на 1420 деца, што е за околу 250 до 300 деца повеќе од минатата година. Прашуваме, дали сега од една поинаква позиција може градоначалникот Јовановски и директорот да ја гарантираат безбедноста на овие деца во градинките? Исто така прашуваме, дали директорот самоиницијативно или во соработка со градоначалникот го намалува бројот на технички персонал, поточно хигиеничари, и покрај огромниот број на примени деца, за кои патем нема побарано согласност од општина Прилеп и покрај неговата законска обврска. Токму хигиеничарите се тие кои се грижат за чистотата во објектите и истите не треба да бидат прераспределени на други работни места, како градинар или секретарка на директорот. Дали веде директорот поставува раководители со средно образование кои не работат во воспитни групи, а на нивно место се ангажираат лица преку проект без соодветна лиценца која се бара согласно законот. Вработените секојдневно се жалат дека во градинките владее хаос, се врши мобинг, притисоци и сето тоа оди на штета на правилниот развој на децата. Затоа оваа власт мора што поскоро да заврши со ваквиот експериментален, несериозен начин на работа, кој се одразува негативно како на децата, така и нивните родители. Благодарам.